Наместо да ги штити, законот ги става на мака собствениците на куќи прогласени за културно наследство. Државата не им дава да инвестираат во нив, зашто мора да се сочува нивната автентичност. Ниту па им помага тоа да го направат на начин на кој треба. Ова му дошло до прекуглава на Горан Михајлов, па веќе не може ниту да живее во сопствениот дом. Не можем да влезем во својата куќа. Толку е страшно. Значи, сум принуден да ја продадам куќата, пошто зашто? За да можат моите деца слободно да си влезат во својата куќа. Додека тие не можат во своите куќи ни клинец да удрат, сите околу нив прават што сакаат, со што нештата дополнително се комплицираат. Комшијата 10 години праве и само горе дига. Втори, трети спрат. Неговата градба е над мојата куќа и ризично е да влезам. На една соба има два големи џама, 2 на 2 или 2 на не знам на колку е, 2 на 2. Тераса. За овој проблем Михајлов тропнал на многу врати, и на локални и на државни. За жал не можеме да му излеземе во пресред ни никако да реагираме со оглед на тоа што станува збор за објект кој што е заштитен од Управата за заштита на културното наследство. Со самото тоа значи некои други институции се одговорни за него и затоа го упативме и посоветувавме да реагира писмено или усмено без оглед како ќе избере до Управата за заштита на културното наследство и таму да го бара решението. Но решение за проблемот на Михајлов нема ниту музејот, од каде тврдат дека реагирале согласно нивните ингеренции. Ние за тоа ги информиравме надлежните институции во Штип и Управата за заштита на културно наследство. И тука престанува нашата обврска и нашата надлежност. Ние не можеме да испратиме таму инспекција, бидејќи не сме инспекцијски орган. Не можеме друг вид на увиди да извршиме, бидејќи за тоа немаме надлежност. Но на терен, кој што сака, тоа прави. Одговорите од Скопје патуваат тешко и долго, што остава простор за повластени и незадоволни.